Почитувани, владата на СДСМ е до гуша заглавена во криминал и корупција. Криминалниот тендер помеѓу АДА Елем и Пелистер од Битола ја чини државата и граѓаните 1 милион евра повеќе отколку што истата фирма претходно понудила за да биде завршена истата работа. Колку од овие пари легнаа на сметка на Зоран Заев и Вицето? Колку евра по гигаджул требало да плати компанијата Пелистер на Заев, а колку на партијата? Криминалното работење по принципот евро за Вицето, евро за партијата и евро за црквата, картелот на власт го унапреди и надгради. Тендерот од 320 милиони на АД Елем смрди на криминал. По обелодувањето на случајот од страна на ВМРО ДПМН, експресно беше извршено дополнување на критериумите за учество во тендерската постапка. Кој е уделот на Заев во целиот скандал и дали освен него се инволвирани и други функционери на СДСМ? Дали СДСМ ги користи парите на граѓаните за богатење на функционерите од врвот на власт? Колку пари на граѓаните откако СДСМ е на власт завршија на приватни сметки? Дали сомнителните милионски договори во 4 очи беа главната причина поради која СДСМ по преземањето на АД Елем ја поништи постапката за набавка на собствена опрема за ископ распишана од ВМРО ДПМН за потребите на РЕК Битола? Па ова предпријатие, наместо со собствени ресурси, мора да плаќа милиони евра за ископ на приватни фирми. До кога парите на граѓаните, наместо за нови проекти, ќе завршуваат за милионски тендери во 4 очи во корист на фирми за кои постои сомнеш дека се блиски до власт? Почитувани, СДСМ свати дека ја промаши работата со лагите и клеветите на директорот на Елем. Неговите 48 часа за извинување до председателот на ВМРО ДПМН истекуваат, па затоа сега очајнички се обидуваат да го покријат со бледи изјави на представнички на СДММ. Ваквата несериозност и манипулации не поминуваат. Одговорност за криминалот мора да има и ќе има кога ќе се врати правната држава. Граѓаните чекаат одговори. Зоран Заев не смее да продолжи со своето расипничко однесување со буџетот. Оваа влада мора да се замени. Граѓаните заслужуваат подобро. Ви благодарам.